Македонија преговара со Кина за 200.000 дози од нивната вакцина за ковид. Ако успешно се завршат преговорите, шишињата веднаш ќе завршат во фрижидерите на здравствените домови во земјава. Датумот кога би пристигнале, ниту пак други детали не се познати. Здравствените власти се насочија да се обратат на исток, затоа што производителите кои први се пробија на пазарот сред пандемија, затајуваат со бројот на дози кои можат да ги испорачаат во земјите каде што им ги ветија. Кинеската вакцина која се прима во 2 дози на 28 дена е безбедна и нема никаков сомнеш за тоа, смета министерот Филипче, кој за Телма кратко потврди дека и тој ќе ја прими. Кинеската вакцина е народски кажано мртов вирус, значи целиот, не само еден дел од вирусот како што е случај на овие претходните, а тоа е тој спајк протеинот, се внесува и како таков мртов вирус предизвикува создавање на антитела. Процедурата се уште не е целосно разјаснета, што ќе се случува ако преговорите со Кина завршат успешно. Претходно производителот Pfizer се договори со Македонија за вакцините, а потоа побараа законски измени и регистрација. Во следните денови ќе биде познато околу набавката на оваа вакцина на кинеската државна компанија Sinopharm, но министерот не ја исклучи опцијата за преговори со други компании. За сега не, отворени сме за сите опции. Во петок имаме состанок со представници на COVAX, кои што треба да ни кажат во кој момент, колку и од кој тип на вакцина треба да стигне во земјата, најавија дека тоа ќе биде месец февруари. Граѓаните во соседна Србија, како и Унгарија, веќе го вакцинираат населението со кинеската вакцина. Вакцините не можеле досега да бидат регистрирани во вакциналните календари, затоа што се нови, појаснува министерот Филипче. Постои и национална политика во секоја од овие земји, каде вакцините се произведуваат за потврдување на сигурноста на процесот прво на производство и понатаму на процесот на клинички студии, со што практично се потврдува дека станува збор за најпрво сигурна платформа на која се развиваат вакцините и понатаму сигурно поминати клинички студии, односно без несакани ефекти на вакцината на партиципиентите во студијата, и во таа смисла сите вакцини кои што се сега произведени ги имаат тие документи од своите национални агенции. Националната здравствена комисија на Кина регистрирала 4,5 милиони луѓе кои ја примиле вакцината на Sinopharm. Од сите кои што ја примиле, само 0,1% имале некакви симптоми по примање на вакцината, како благо покачена температура, а може да се појави и болка во горниот дел од раката.